Синоќ во Кавадарци во хотелот Уни Палас, кој беше одличен домакин на годинашново издание на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019, се затвори колонијата, а истовремено беа поделени впечатоците од нејзиното одржување. Содржински, затварањето на оваа колонија донесе повеќе изложби на ликовни дела, реализирани на истата, а исто така беше промовирана и книгата Боите на небото и земјата од магистер Владимир Темков, која ја промовира професор Кирил Темков. Инаку на затворањето на колонијата, која донесе повеќе од 100 дела на околу 50 уметници од земјата и од Европа, говореа веде директорката на Домот на културата Јулијана Туриманџова, говореше Кирил Темков, кој ја промовираше и книгата на Владимир Темков, а истовремено на присутните им се обратни и Владимир Темков, на чија иницијатива пред 25 години започна да се одвива и да се одржува ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2019 и стана една од најголемите и најдобри ликовни колонии во Европа. Инаку, свеченото затварање на колонијата Кавадарци Михајлово 2019 го означи председателот на Советот на општина Кавадарци Ристо Сакалиев. Еве што забележавме синоќа со нашата камера. Оваа вечер, последниот ден од ликовната колонија, најпрво ќе го одбележиме со едно поинакво руво. Со промоцијата на книгата Драга уметност, боите на небото и земјата на магистар Владимир Темков, академски сликар по ликовна уметност. Владимир Темков е еден од најпознатите македонски графичари и сликари, кој во безбројните изложби ги има редовно представувано своите дела на публиката во нашата земја и ширум светот. Тој истовремено е еден од најпознатите културни дејци во нашата земја. Долги години раководеше со Дом на култура во Кавадарци, а сега е наш колега одговорен за ликовно-галериска дејност. Книгата Драга уметност, боите на небото и земјата е мощен, интересен творечки зафат на авторот, магистар Владимир Темков, единствена во културна и уметничка смисла кај нас. Имено тоа е авторско дело за своите разбирања на уметноста и на своите инспирации за богатото и квалитетно творештво. Во книгата Драга уметност, боите на небото и земјата се покажува поврзаноста на ликовното творештво со формите и боите од својот крај, значењето на ликовното обликување за изградба на особени ликовни доживувања и вредности, како и значењето на ликовните уметници од тиквешијата за изградба на културата на својот крај. Во книгата прави еден специфичен чекор напред. Едно е биографската основа на творењето, која изложува како настанал, како творел, како сакал да твори и тоа, а второ е естетичките проблеми кои ги проучува и ги развива и кои се присутни во неговото творештво и во неговиот напредок. Сега, како морам да земам очила, извинете, како, например, неколку реченици да подсетам од делото на Драгата уметност на Владко Темков. Како дете се определив да бидам уметник. Тоа е возвишена замисла, дури некому ретко му се остварува. Но ете, имав среќа и успеав по таа визија. Уште од најмалечки години сакав да цркам и со слики ги изразував своите доживувања и настани. Така почнува книгата и во неја опишува, но важно е тоа што заедно со својата описот на својот психички портрети, карактери, пристап и сето тоа, што е он поврзан и со тиквешијата, односно со убавините, провансалските убавини на Кавадарци. Еве како пишува: ме восхитуваше природата околу Кавадарци, високите сини планини во далечина и убавите заоблени ридишта насекаде околу нашите погледи. Си зборувавме како деца дека се тоа останки од старите вулкани, те затоа и земјата околу нашиот град била плодна за грозје. Чудесни се боите на земјата и на небото во нашиот крај. Блештеа сонцето и звездите, кои јасно се гледа покрај реката
и одсејот на месечината во реката, порано кога немаше толку светлина низ градот. Че легнеме на трева и че огледаме восхитено тоа богатство од светулски на милиони години далеку од нас. Летата беа толку жешки. Јасно ви ова година, така нели? Бидејќи професорот голем дел спомна големи работи од книгата, сакам да спомнам, го спомна професорот Симон Шемов. Ја сакам да кажам дека јас бев еден од ретките ученици у средно уметничко кој што имаше можност да работи со него на еден многу голем проект, ликовна интервенција во урбан простор кој што тој го осмисли, а ние како средношколци му помагавме. Сигурно дека тоа за мене представуваше некоја новина и пресврт во моето размислување за таа ликовна уметност и од тогаш па навеќе почнав да професионално да ја сваќам уметноста на еден подруг начин, со една трансформација на сите тие ликовни доживувања и трансформирани во моето битие и представени на моите платна. Професор Шемов, јас ти благодарам и ти си еден од причините кои што станав јас уметник. Со незаборавни моменти, напорна работа, но сепак доста успешно, заврши годинашнава ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019, која во соработка со општина Кавадарци, Советот и градоначалникот господинот Митко Јанчев ја организираа вработените во Домот на културата Иван Мазов Климе, предводени од ликовниот уметник и одговорен за ликовна дејност господинот Владимир Тенков. Оваа година на ликовната колонија зедоа учество преку 50 на ликовни уметници од различни земји: Бугарија, Турција, Украина, Грција, Србија, Саудиска Арабија, Италија, како и од Македонија, нашиот професор Данчо Ордев, Павле Кузмановски, професор Симон Шемов, Стадин Димитров и останати. Колонијата представуваше можност за дружење, но и можност за размена на искуства. Се изработија прекрасни дела, представени овдека пред нас, но исто така јавноста ќе може да ги види на почетокот на месец септември, кога истите ќе бидат изложени во фоајето на Домот на културата во Кавадарци. За успешно реализираниот проект со задоволство можам да кажам и да го потенцирам фактот дека Кавадарци е град на уметноста и уметниците. Им се заблагодарувам на сите спонзори кои донираа за успешно реализирање на оваа колонија, како и на моите колеги, вработени во Дом на култура, кои направија се што е потребно за учесниците да бидат задоволни и ликовната колонија да биде успешна. Од името на градоначалникот, Советот и локалната самоуправа, ви се благодарам на вас, уметниците и гостите, и на домаќинот Домот на културата со сите вработени, што исцрпно се потрудивте. Верувам дека имавте морал за плодна работа. Ве повекуваме да бидете и на наредните години наши гости. Вие го дигнавте Кавадарци на едно повисоко ниво во областта на културата, воедно на уметникот, вашиот и мој пријател, му честитам за трудот. За мене и за многу како мене, тој е символ на уметноста во Кавадарци, во Европа и во светот. Му честитам и посакувам да оди напред. Со ова ја затварам колонијата, ве поканувам да бидете наши гости и вечер уште малку да се забавуваме заеднички.